овој амандман го поднесувам како еднократна поддршка за лицата со попреченост, со цел подобрување на нивниот стандард. Знам дека гласавме пакет на мерки за справување и финансиска поддршка на оваа категорија на граѓани, кој го поддржавме како пратеничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Сепак мислам дека и овие дополнителни средства би им дошле добредојдени во овие тешки периоди и зимски месеци. Со владиниот пакет ќе добијат 5 месеци по 2000 денари, а со овој амандман барав еднократна помош од 6000 денари за сите лица кои примат право на попреченост над 26 годишна возраст. Имам две причини зошто го поднесувам овој амандман. Првата причина е што оваа група на граѓани во претходните години и пакет мерки досега не беа опфатени ниту еднаш. Ваквата констатација не е само моја, туку констатирано беше и во извештајот на Народниот правобранител за 2021 година. Втората причина е што оваа група на граѓани се со тешки и најтешки попречености, потполно слепи лица и лица со оштетен слух, а некои и говор, и се соочуваат со секојдневни проблеми, трошоци за лекови, ортопедски помагала, инвалидски колички кои често се расипуваат, а немаат право да си ги заменат. Понатаму, кога прв пат беше воведено ова право некаде околу 2012 година, правото изнесуваше 7000 денари. Во тоа време, оваа сума значеше нешто. Тогаш просечната плата во Република Македонија изнесуваше 20.902 денари. Моменталниот износ на правото на попреченост е 8.661 денар, а просечната плата во месец септември е 37.876 денари. Значи за 10 години просечната плата во државата се покачила за скоро 17.000 денари, а правото на попреченост за само 1.661 денар. 81% наспроти 23%. Навистина е неспоредливо. А да не зборуваме за инфлацијата и за сите покачувања што беа на основните прехранбени производи, горива и така натаму. Заради овие причини го поднесов овој амандман да биде како дополнување на пакет мерките што беа изгласани, но гледам дека се нема слух од страна на пратениците колеги од власт. Благодарам.